Околу 40% од вкупните насади во Кумановскиот регион се измрзнати поради ниските температури кои зафатија Македонија минатата недела. Енормно оштетување забележано, велат од Сдруженијето на земјоделски производители на насадите со ореви по потеченијето на реката Пчиња и Криварека, посебно во селата Клечовци и Јачинце. Насадите со ореви се целосно измрзнати. Оштетување има и на лозовите насади, а во помал обем кај овошните. И кај раноградинарските култури е забележено измрзнување на компирот. Со огледа минатата година во месец мај имаше појава на ниски температури. Сдруженијето вела дека може да се случи оваа година да дојде до целосно уништување на насадите. Најголемо оштетување има кај лозовите насади, помалку има кај овоштарниците, исто така енормно има измрзнување покрај реките, каде што е, тоа е на оревите. Најголемо измрзнување има во потечение на реката Пчиња и во потечението на реката Крива, каде во Клечовце, Јачинце и овие други села, во реките, оревите се тотално измрзнати. Поради ова тимови на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство излегоа на терен за да направат увид во штетите каде најмногу се погодени овошните насади. Владата на вонредна седница донесе 2 одлуки за решавање на проблемите со кои се справуваат во овој момент земјоделците. Едно од нив е формирање на комисија за проценка на штетите и по направените првични проценки ќе обезбедат одреден надомест за земјоделците. Штетите се огромни кај земјоделците и апелираме кај надлежните власти, локална самоуправа или Министерството за земјоделие и владата на Република Македонија да излезе во сусрет на земјоделците, бидејќи тие се во една тешка состојба, барем малку помалку да им помогнат. Исто така апелираме овие субвенции што требаше да ги дадат за 2016 година, ако можат сега што поскоро да ги дадат. Исто така сега овоштарите кои имаат поголеми насади треба да ги осигурат бидејќи во секој момент пак може температурите да паднат и да им ги уништат тоталка. Но тие немаат пари и им треба сега средства и помош. Во меѓувреме од Сдруженијето на земјоделски производители Куманово ги повикуваат сите земјоделци кои се заинтересирани да го посетат Меѓународниот саем за земјоделска механизација и сточарство 2017, кој ќе се одржи во Нови Сад од 12 до 14 мај, да се пријават во Сдруженијето и да се запознаат со програмата.